Бунтот на обединети за Македонија против власта продолжува со средби на лидерот Љубе Бошковски со граѓаните. Бошковски повика на обединување против диктатурата на Груевски и фамилијата. За собственикот на А1 Велија Рамковски, битката за А1 е битка за демократија во земјата. Еве што рекоа Бошковски и Рамковски. Почнува процесот за битката за А1. И тоа, значи, уредувачката политика треба да биде државната, која спроведува во Сител, треба да биде и во А1. Тоа е таа битка. Ако е совлада А1, пошто совлада све околу, тогаш имаме потполно устоличување на диктатурата. Значи, битката за А1 е битката за демократијата. И затоа кажав, тргнувам низ Македонија да обединам. Независно од партија, независно од националност. Време е за битката против диктатурата. Да излеземе и да покажеме дека ова мора да се руши и ќе се руши. И мора да падне овој тоталитарен режим и немаме веќе време за чекање. Секое одлагање значи заедно дека не повлекуваат во деветиот круг на Данте и заедно сакаат да не вовлечат во безизлезноста, во живиот песок. Ќе се извлечеме ако навреме реагираме. Година дена, тоа е предолг период за тоталитарниот режим да екзистира, а Македонија да пропаѓа. Затоа сите заедно на бунт за Македонија. Јас сега сум со правите ВМРО-вци. Овде да знаете дека да се знаете. Јасно ви е дека ова што денес се нарекува ВМРО е само злоупотреба на револуционерната организација на тие 4 свети букви на ВМРО, кои се користат исклучиво за личен маркетинг и за лично богатење. Вашето преоѓање во редовите на Обединети за Македонија, на вас, кои заедно тргнавме на патот 90-та година, уверени дека носиме демократија во државата и плурализам, вие кои многу добро знаете дека заедно го чекоревме тој пат и знаеме каде не оставија лидерите или така наречените лидери, не заборавија на патот, не оставија завеани во ветрот, не оставија по белосветските затвори, по белосветските зандани, ве оставија безработни места и денес Груевски повторно се дрзнува да измислува некакви нови списоци фиктивни, некакви виртуелни списоци на кои вие ќе бидете вработени. После изборите, значи, веднаш им зазема ги позициите од Веле Груевски, Никола им даде целосни ингеренции, значи за време на избори беше избркана жена ми и кажа дека мажот многу збори, дека треба да малце да намали со зборењето, да ја смени струјата, да дојде таму кај што му е местото, ја од ДПМН и тие од ДПМН. Потоа, на сето тоа ми вршија притисок и на работа, значи јас работам во јавно здравство, и таму се осмелија и се дрзна и таму ми праја притисок, како да не сум член на ДПМН, него како да сум некој дојден тук така. Гледам нови членови, млади, кои што знам дека беа во СДС, во либерална и општо земена. Ми рекоа дека многу зборам за своји години. Човек сум 60 и кусур години. Кога ги прашав шо мислат дека сме ние роботи за гласање, само ми рекоа дека сме служена рага. Тука сме луѓе кои што повеќе немаме што да изгубиме. Моето лично искуство ми вели дека моите 2 деца останаа на улица, а бев компанија која што ранев најмалку 9 фамилии. Значи имавме 9 вработени, кои што имаа уште по 4 дома свој. Ќе му покажеме на Груевски и на неговото семејство дека не може повеќе да се поигрува со 2 милиони граѓани на Република Македонија и дека е готов, дека мора да падне и тоа ќе се случи после Нова година. Тоа јас како претседател на Обединети за Македонија ви гарантирам со помошта на граѓаните.
1991 година, јас добив наредба заедно со членовите на ВМРО ДПМНЕ, кога председател Ључо Гиевски беше во Њујорк, да влезем во македонската телевизија. И јас бегов во македонската телевизија. Со 15.000 луѓе. Сега, кога ќе се сетам на тоа време како било, нели тогаш спетме се уште под стегите на бившиот систем. И сега кога го гледав во тоа, како што се чуваше кај вас, доаѓам до еден заклучок. Таму полицијата ја бранеше телевизијата од нас. Ваму народот ја бранеше телевизијата од полицијата. Почнува процесот за битката за А1. И тоа, значи уредувачката политика треба да биде државната, која спроведува во Сител, треба да биде и во А1. Тоа е таа битка. Брдото на таа демократија е А1, Шпиц, Време и Кохајре. Тоа брдо тргне да го освајат и тоа. Ја пак кажувам дека тоа е Латас, не Груевски. Неговата врска Белград, Скопје е многу силна и ја наметна во политиката на ВМРО ДПМНЕ. А што се десува до Латас и до оние антишките македонци? Оние мајтап се играат со нас. Томич и Латас, антишки македонци, глупости. Тоа значи играње мајтап со комплетната македонска јавност. Или Миленко Неделковски, човек што се знае. Ако е совлада А1, пошто совлада све околу, тогаш имаме потполно устоличување на диктатурата. Не случајно е избрана А1 телевизија. Не случајно избран господинот Рамковски. Тој треба да биде пример токму што се може да се прави со демократијата, на кој начин може да се игра со неа преку тие правни празнини. Тоа е порака која што индиректно се праќа до народот. Ако ова можеме да го правиме на господинот Рамковски на А1 телевизија, која што со години наназад, значи беше символ на демократско информирање на народот, тогаш можете ли да замислите што можеме вам да ви направиме, на обичниот граѓанин кој што оди по улица? Тоа е држење под страв. Овој народ очекува заштита. Овој народ очекува спас од тој страв, од таа фама која што се шири. Значи, битката за А1 е битката за демократијата. И затоа кажав, тргнувам низ Македонија да обединам. Независно од партија, независно од националност. Време е за битката против диктатурата. Како што ги планираме реформите во судството, реформите во здравството, планирам исто така аграрна реформа. Ние точно знаеме по моделот кој веќе е применлив и кој може да се примени од Белгија во Македонија или од Словенија во Македонија, да ги развиеме селските стопанства. Денеска битката е за здрава храна. Македонија има огромен потенцијал и ние планираме во тој дел, во земјоделието, да вработиме најмалку 50 до 60 илјади луѓе. Никој нема да остане без работа. Нема да биде борбата да се вработуваат партиски луѓе и тоа треба на нашите луѓе во Обединети за Македонија да им биде јасно. Нашата битка ќе ја водиме против невработеноста. И тоа е патриотизмот на 21. век. Не е патриотизмот на 21. век да градиме споменици, да градиме, не знам, такви објекти непродуктивни, а да заборавиме дека во Македонија, како што рече господинот, имаме над 40% сиромаштија. Борба против сиромаштијата, борба против невработеноста и борба да ја сочуваме идеологијата која сакаат овие се да ни земат. Да ни ги земат работните места, да ни ја земат идеологијата, да ни ги земат парите кои не им припаѓаат. Не може веќе овој режим да си поигрува со граѓаните и сите сегменти во општеството кои се загрозени, да излеземе и да покажеме дека ова мора да се руши и ќе се руши и мора да падне овој тоталитарен режим и немаме веќе време за чекање. Секое одлагање значи заедно дека не повлекуваат во 9-тиот круг на Данте и заедно сакаат да не вовлечат во безизлезноста, во живиот песок. Ќе се извлечеме ако навреме реагираме. Година дена, тоа е предолг период за тоталитарниот режим да екзистира, а Македонија да пропаѓа. Затоа сите заедно на бунт
за Македонија.